Во Општинското основно училиште Гоце Делчев се реализира повторно уште еден проект во кој покрај деца од Македонија учествуваат и деца од други странски земји. Го стрекјаваме овде професорот Ангелков. Професоре, за каква работа? Се работи за интернет безбедност, како да ги ја шириме пораката нашите ученици да користат безбеден интернет, да не бидат злоупотребени, да внимават на целата интернет безбедност и сите опасности што демнат на интернет. Преку едноставни техники, бесплатни, не кошта ништо, значи сите упатства, сите туториали се од отворен карактер и нема ученици не ги кошта ништо. Значи само едноставни техника користење на OpenDNS, ProtonMail, ProtonVPN со едноставни алатки што може на секој му се достапни, а не ги знае. И се универзални за сите корисници. За сите корисници да може безбедно да го користат интернетот и да не се плашат дека некој ќе им ги украде сликите, податоците, патентите, изумите и практично сет нивно што е важно во нивниот живот. Добри ли си дечки? Одлични. Што ќе ги има од 4 држави, 5 со нашата. Од Италија, Романија, Хрватска и Литванија. Добро. Милка Мркева го раководи овој проект од која невладина организација, колку деца се во прашање, колку време ќе престојуваат овде и како се задоволни од тоа што ви нуди основното општинско училиште Гоце Делчев? Ова е проект од програмата Erasmus+, еден од проектите кои што ги реализира нашето училиште во соработка со Националната агенција за образовни програми. Ова е една изворедна можност учениците, покрај тоа што се запознаваат со можностите кои што ги нуди компјутерската технологија, а во исто време и опасностите кои што секојдневно можат да произлезат од неа, да се дружат заедно, да учат за културата на едни со други, бидејќи децата се овој пат сместени по фамилии, кај нивните врсници, се дружат заедно, заедно одат на предавања во училиштето, ја запознаваат нашата татковина преку екскурзии. Имаме еден од учесниците. Може ли да ни кажете како се чувствувате овде во Македонија, дали научите нешто? When I come here to Skopje, речи дека кога дошол во Македонија, во Скопје, тој бил загрижен дали ќе му биде ладно, но сепак тој бидејќи другари сме и тој се чувствува како ова да му е втор дом. Директорке, очигледно дека има задоволство од тоа што ви како гостоприство овде го нудите. Дали сте вие задоволни како домаќини? Да, секако. Јас во оваа прилика би сакала да истакнам дека можностите што ги нуди Erasmus+ проектот за нашите ученици и наставници се од огромна важност и во голема мера придонесуваат за модернизација на нашиот воспитно-образовен процес. Нашите ученици и наставници се стекнуваат со секојдневни искуства преку јакнење на почита кон останатите култури и традиции и секако овде главен акцент е развивањето на јазичните вештини и користењето на англискиот јазик како меѓународен јазик за комуникација, а конкретно за овој проект наши ученици и наставници веќе беа дел од едукативните работилници во некои од овие земји учеснички и нивните партнер училишта.